Почитувани граѓани, дами и господа, денеска сме тука на овој ден да му доделиме неколку награди на нашиот премиер и господин Зоран Заев. Тој е навистина човек од збор и ги заслужи сите овие награди. Буквално влезе како ураган заедно со неговиот тим во сите области и ја сотре конкуренцијата, со што покажа дека е еден и единствен кој ги заслужува овие награди и дека никогаш никој нема да го достигне истото ниво. На господинот Заев му доделуваме диплома, што го исполни ветувањето и не го донесе законот за двојазичност, како што ветуваш. Голем успех е што се избори да не влезе неуставното решение за двојазични униформи, како што се бараше во платформата подпишана во Тирана. На господинот Заев му доделуваме диплома, што ги врати сите 600.000 одселени млади, како и што го изгради студентскиот град. На честитките со своето писмо се приклучуваат и сестрата на Радмила и син му на Кочо Ангјушев, кој велат: Драга Радмила, честитам за постигнатиот успех. Супер сте што го донесовте животот. Јас ќе се вратам за 4-5 години да дозавршам некои работи тука. Додека синот на Ангјушев вели: Тато, ти ветив дека ќе се вратам ако ја правите државата. Еве барам карта за назад за 2026 година. Поздрав. На господинот Заев му доделуваме диплома за шампион во економски раст и просечна плата над 500 евра. Раст на БДП над 10% и изградени 300 км автопат. Платата на докторите сега е 150.000 денари. На честитките ни се придружува и Вица Заев, кој благодарение на политиките на владата, семејното богатство на Заеви е зголемено најмалку за 5 пати и изнесува 50 милиони евра. За само една година му доделуваме на господинот Заев диплома за шампион на Македонија во борба против корупцијата. Сега сме искачени 30 места и дојдовме рамо до рамо со Финска, Шведска и Норвешка. На честитките се приклучуваат и функционерите на владата, против кој се водеше истрага за корупција, кој велат: Драг Зоки, кој не работел со тебе, не знае колку е тешко. Ние те поддржуваме и разбираме во твојата борба. Само човек што не работел со тебе, не знае како е кога тебе те молат да земеш мито, а ти не сакаш. Се надеваме дека ќе имаш можност и целата јавност да го види тоа како изгледа на телевизија. Почитувани граѓани, кога човек е вреден, успехот и наградите сами си доаѓаат, но сепак животот мораше да го донесе некој како Заев. Ова доделување на награди е мал символ за вреднувањето на жртвата на Зоки за државата. Се гледаме и наредната година, каде што очекуваме дека Зоки ќе собере уште повеќе награди. Ви благодарам и пријатно.